Додека цела Македонија тагува во молк, некој реши да ја прекине тишината. Небото над Скопје на два пати блесна со разнобојни огномети, кои ги виде и слушна целиот град во екон на седумдневната жалост за Кочани. Синоќа канонада на Славија имаше во градскиот парк. Скопјани имаа можност да видат 10-минутно шоу од пиротехника. Се славел роден ден за полнолетство, МВР уапси двајца 18 годишници. Околу 21:25 часот во СВР Скопје е пријавено дека во градскиот парк во Скопје има огномети и не се почитува одлуката на владата за 7-дневна жалост. Веднаш е постапено од страна на полициските службеници утврдено дека во гостителски објект во градскиот парк била организирана роденденска прослава, при што од страна на МФ-18 и МФ-18 двајцата од Скопје бил запален огнометот. Велат од МВР, ден предходно огномет одекна околу полноќ среде булевар меѓу Бутел и Чаир. На видеоснимката од безбедносните камери се гледаат тројца, две лица го палат огнометот, а потоа бегаат и се качуваат на мотоциклот паркиран во близина. Од МВР велат дека по овие сторители се трага. Нема детали кој бил поводот за огнометот, но случајот побуди многу реакции во јавноста, вклучително и дека можеби трите лица се обиделе да разгорат меѓуетнички тензии. За новинарот Ерол Шакири нема дилеми дека зад случајот стојат провокатори, а не славеници, и дека целта е во овој чувствителен момент да се поттикне раздор. Смета потребна е студена глава, а не лесно потпаѓање на провокации. Тоа мене не ми личи на забава, не ми личи на некаков славење роден ден, тоа мене ми личи на сценарио направено. Сега, кој го направил тоа? Кој стои позади? Тоа треба дефинитивно МВР да го истражи. Пораката е, исти сме тука, истите солзи. И истите солзи плачат, иста боја на солзи, иста тежина имаат овие ситуации кај албанците и македонците и турците и сите кои живеат тука. Јас како едноставно не вие више не вие како не се уморивте од овие работи. Како не знам на овие луѓе што им треба ова, како више не се умори. Односно на луѓето кои коментираат, на тие што им треба, знаеме зашто им треба. Покрај распалувачите на огномети во периодот на жалост, има и несовесни граѓани кои сакаат да профитираат врз ранливоста и тагата на граѓаните. На социјалните мрежи се споделуваат разговори со лица кои се представувале како роднини на повредените и загинатите, барајки пари. Граѓаните апелираат на исклучителна внимателност, да не се наседнува на ваквите измами, а бараат и од МВР да ги истражи овие случаи.